Добар ден. Ова е најновата Телма амбуланта, поточно магазинот за родителство 0+ месеци. Од облоги со оцет и алкохол до туширање и мерење температура на секој половина час. Родителите добиваат многубројни совети како да постапат кога детето има покачена температура. Но што сето тоа е точно? Дали температурата треба веднаш да се симнува со антипиретик? Кога е оправдан стравот од фебрилни конвулзии? Зошто некои деца со 39 степени си играат, а други се малаксани иако немаат толку висока температура? Дали никнувањето на заби навистина може да покаже промена на топломерот? Треба ли да се буди дете што мирно спие само за да му се измери температура или да му се даде сируп за незино симнување? Имаме бројни прашања кои што ќе ги упатиме на доцент доктор Наташа Најдановска-Алуловска, педијатар. Останете на Телма. Во денешниот магазин за родителство 0+ месеци зборуваме за температурата кај децата. Што е вистина, а што заблуда? Што е мит, а што не? Ќе ни појасни денешната гостинка, доцент доктор Наташа Најдановска-Алуловска, педијатар во Аџибадем, Систина. Докторке, добар ден и добре ни дојдовте во магазинот за родителство. Добар ден, Марија. Благодарам на поканата, еве да разјасниме, да појасниме некои работи за родителите. Зошто кога сме болни, понекогаш телото ја покачува температурата? За да одговориме на ова прашање, треба да кажеме што е тоа што го прави телото да си ја регулира температурата. Телото има еден термостат, кој што е центар за терморегулација, кој што се наоѓа во мозокот, поточно во делот кој што го нарекуваме таламус, кој што е еден од поновите структури во мозочното стебло. Неговата улога е тоа да ја регулира температурата и да ја одржува во една хомеостаза помеѓу 36,5 до 37,5 начално, без разлика на околината и на условите во кои што телото се наоѓа. Но постојат определени предизвици со кои што овој терморегулационен центар се сретнува. Тоа е пред се температурата на околината, но исто така и процесите на инфекции во организмот. Кога организмот на детето или на бебето се наоѓа во некаков инфект, кога се размножуваат бактерии, односно вируси, организмот прави една одбрамбена реакција во која што преку терморегулациониот центар сетира телесната температура да биде на едно малце повисоко ниво од вообичаеното, со цел да го намали размножувањето на бактериите и на вирусите, но исто така да овозможи клетките од имуниот систем да бидат поактивни, но и тие да излачуваат определени компоненти од тој така наречен хуморален имун одговор. Тоа е излачувањето на цитокините, на интерлеукините, на интерфероните, кои што представуваат одбрамбените сили на организмот против вирусните и бактериските инфекции. Затоа, кога детето е во вироза или има некаква бактериска инфекција, терморегулациониот центар ја сетира температурата на телото на едно повисоко ниво, со цел организмот да се бори со актуелниот инфект и на инфективниот причинител да не му дозволува толку големо размножување. Значи, покачената температура е дел од нашиот природен одбрамен механизам, но родителите кога ќе забележат дека термометерот, топломерот ќе покаже 37,5, понекога се во паника и веднаш посекнуваат по антипиретик, односно сируп за симнување на покачената температура. Дали ова е потребно или пак е многу погрешен чекор? Да, уште еднаш да потенцираме дека покачената температура кај децата најчесто представува одбрамбен механизам на телото кон инфектот. Што значи, доколку ние веднаш на ниските температури пробаме да дадеме антипиретик или на било кој друг начин да го оладиме телото на детето, инфектот ќе трае подолго, имуните клетки и материите имуни кои што тие ги излачуваат за да се борат против инфектот нема да бидат доволно активни и тој инфективен причинител ќе се размножува повеќе. Не треба да бидат во паника кога ќе измерат покачена телесна температура. Температурата прво не треба да се мери постојано кај дете кое што е активно. Ако детето игра и е расположено и е во добра општа состојба, пие доволно течност и често мокри, значи неговиот степен на хидратација е добар, детето добро го толерира покачувањето на температурата, лек за температура воопшто не треба да се почне да се дава. Покачената телесна температура над 38,5, над 39 степени
би била некаква индикација да се започне со терапија со антипиретици и сите нови протоколи од релевантните здруженија кажуваат дека температурата треба да почнеме да ја намалуваме кога е таа 38,5 и повисоко и кога во меѓувреме детето е клапнато, личи исцрпено, личи малаксано, неговата општа состојба не е како што била претходна. Таа граница за давање на антипиретик постојано се покачува низ овие години и веќе границата е и над 39 степени ако кондицијата на детето е добро и тоа добро ја толерира таа покачена температура. Значи, и над 39 доколку качи, доколку е расположено, си игра, воопшто не треба да се почне со симнување на температурата. Сите препораки се ние да го ставиме детето во една средина во која што ќе биде разладена, да го малку разоблечеме детето, да облечеме тенки, широки облеки, разладени, понови облеки, така да пробаме со обичните мерки на климатизирана просторија и на разладена просторија, да го сместиме во услови во кои што на детето ќе му биде пријатно, да започнеме со поење со течности, бидејќи поењето со течности е една од најважните работи која што треба да ги правиме кога детето е во инфект или има покачена температура, зашто често при покачената температура тие губат дел од течностите и солите на организмот преку процесот на потење и преку процесот на испарување од кожата. Затоа треба да ги поиме интензивно со ладни напитоци, а често и со електролити, за да може освен течностите да ги надоместиме и солите што детето ги губи при покачена температура. Значи сумарно препораката би била кај дете кое што е во добра кондиција, кое што има покачена температура, да пробаме да ја смениме температурата на околината, да го ставиме во една разладена просторија, посебно вака, кога е лето надвор, кога температурата е топла, значи да ја климатизираме и разладиме просторијата, да го облечеме детето во лесна облека, во облека која што нема да прави дополнително затоплување на телото и интензивно да го поиме со течности. Доколку имаме потреба да дадеме лек за симењање на температура, значи над одредени степени или кај дете кое што веќе клапнува, спие, се исцрпува и омалаксува, тогаш добро да го дозираме антипиретикот по килограм телесна тежина и никогаш да не го употребуваме во кратки временски периоди. Значи препораката за антипиретици е на минимум 5 до 6 часа при покачена температура над 38,5-39 степени. Зошто некои деца со 39, па дури 40 степени изгледаат истоштено, болно, а други пак се релативно добро расположени? Како едно дете ќе изгледа кога температурата е висока, зависи од многу фактори. Прво зависи од типот на инфектот со кој што детето се соочува. Најчесто во детската возраст сепак станува збор за вирози, тие се можеби 80% од сите инфекции во раната детска возраст и доколку е тоа некој полесен вирусен инфект, тогаш општата состојба на детето не се очекува да биде многу комплицирана, но доколку се работи за одредени бактериски инфекции, може да има од типот на болеста исцрпеност и омалаксаност. Но секако исцрпеноста и омалаксаноста доаѓа пред се од тоа колку е добро хидрирано детето, значи колку успеваме да му дадеме течности. И секако која е возраста на бебето, затоа што различно се однесува доенче во првата година, различно се однесува дете од неколку години. Значи не исто покачена температура кај новороденче, 3-месечно бебе, 3-годишно дете, така? Има разлика? Има разлика и во самиот патофизиолошки механизам на покачување на температурата и кај новороденче и кај доенче, пред се поради тоа што терморегулациониот центар во оваа возрастна група не е зрел и поради тоа тие се многу склони кон прегревање. Што значи кога ќе измериме една покачена температура кај бебе во првиот месец, кај едно новороденче, па и понатака до првата година, но посебно за периодот на новородените, кога ќе измериме покачена температура, а тоа најчесто го проверуваме поради тоа што ќе го видиме бебето или многу зацрвенето, или повознемирено, или е топло на допир во региите на телото и измериме покачена температура, тогаш прво што треба да помислиме не е дали детето има инфект или не,
туку дали таа покачена температура се должи на прегревање, на притоплување, бидејќи овој терморегулационен центар што го зборувавме, во раната возраст, новороденечка и рана доенечка возраст е се уште незрел и се случува да од условите од околината бебето не може или малото дете не може да ги употреби оние механизми на разладување кои што поголемото дете може да ги употреби. Секогаш кога има покачување на температурата, поголемото дете може да употреби механизми со кои што ќе ја спушта температурата од организмот, односно ќе направи една периферна вазодилатација, ќе ги прошири крвните садови кои што се на површината, за да може процесот на испарување на течности од кожата да биде поголем и ќе го активира процесот на потење. Но бидејќи кај бебето тие механизми, терморегулациониот центар не може да ги воспостави, да активира брзо потење или вазодилатација периферна, а бебето има голема површина во однос на вкупната негова маса, тоа не може лесно да ја испушта вишокот топлина и да го активира процесот на ладење. Секогаш кога кај новороденче и младо доенче ќе измериме покачена температура, секогаш ќе пробаме да ја разладиме околината, да го расоблечеме бебето и 10 на 15 минути од кога ќе ги употребиме овие едноставни мерки на ладење, ќе ја премериме температурата, за да бидеме сигурни дали таа мерка што ја гледаме е телесната температура на бебето или е неможноста негова да се справи со температурата од околината, од просторијата или од облеката. Обично за колку време би требало да се нормализира температурата, колку е резултат на прегревање? За 15 на минути би требало сето тоа да се изрегулира и да ја премериме повторно температурата. Со тоа што би сакала да кажам дека чиста грешка при мерењето на температурата кај новороденче и кај доенче е тоа мерење со дигиталните топломери кои што даваат различни очитувања на различни површини и потоа родителите се збунети. Не знаат која е телесната температура на нивното дете. Се збунети, не знаат каде таа точно треба да се измери, затоа што со секое покажување на коскена подлога, надкрвен сад, на мекоткивна површина, ќе се даде различно очитување, различна мерка или некогаш, зависно од батериите на тој дигитален покажувач на температурата, ќе добиеме различни очитувања и они мерат по 100 пати, па прават некаква средна вредност, па се чудат која вредност треба да се рачуна како точна. Препораката за мерење на температура и на доенче, новороденче и на дете е исто како кај возрастните. Температурата по сите препораки треба да се мери под пазувата, значи аксиларно мерење на температура, со живин топломер или аналог на живиниот топломер, 5 минути под пазува. Се уште живиниот топломер е златен стандард? Се уште тој начин на мерење. Сега постојат некакви аналози на жива, кои што се гадолиниум или нешто слично, кои што се употребуваат во тие топломери кои што личат на старите живини топломери, но сепак тој тип на мерење е најточно, да не се мери ректално, да не се мери со разни дигитални уреди, да не се мери во УВО температурата, значи препорачливо е ова аксиларно мерење на температура. Значи дури кај новороденчиња под паузувите? Дури кај новороденчиња, без разлика дали бебето во тој момент плаче, може и да плаче малку, мислам 5 минути, ако поплаче не е ништо. Треба да добиеме релевантно очитување на температурата за да знаеме што треба да правиме понатаму. Колку време топломерот треба да биде ставен под пазувите и на колку време да мериме температура? Доколку детето има покачена температура или пак висока температура, на половина час, на 1 час, поретко, почесто? Да. Температурата се мери 5 минути под пазува. Значи, аксиларно мерење на температура е 5 минути. Го држиме топломерот во пазувата на бебето за да видиме очитување на која е вредноста на температурата. Нема потреба често да ја мериме температурата кај децата, го гледаме какво е расположението, активноста и однесувањето на децата. Кога детето, кај нас доаѓаат деца кои што во амбуланта трчаат и кои што имаат покачена температура и за кои што викаат да, само што стапна тука во болницата, оно се растрча, стварно не знам, дома лежеше, беше стварно многу исцрпено. Тоа е поради тоа што се променува температурата на околината, ќе ги донесат малце во разладена, климатизирана просторија во која што имаат повеќе интерес, има играчки, има други деца и они се веќе станати и се на нозе. Кај дете кое што добро ја толерира покачената температура, при тоа е активно, е расположено, има добра внесна течности, добро мокри, се однесува речиси нормално во расположението и во однесувањето, потреба од често мерење на температура нема.
Преголем е стравот од покачената температура и никако не успеваме да се избориме со стравот од покачената температура кај родителите. Родителите сметаат дека може да се оштети мозочето, се плашат и да не се јават фибрилни конвулзии. Да. Оштетување на мозочето на овие температури кои што се нормални, еве да речам до 41 степен по сите протоколи, не постои или се тоа многу минимални можности за некакво мозочно оштетување. Тие се сведени на минимум, односно не постои мозочно оштетување од покачена телесна температура. Така да тоа треба малку да ги олабави, да знаат дека организмот во тој момент се бори со инфектот кој што детето го има и дека таа покачена температура нема да му направи никакво мозочно оштетување. Во стравот за фебрилните конвулзии, еве да кажеме и тоа, фебрилни конвулзии се грчеви при температура, кои што се јавуваат после 6-тиот месец, кога мозочето веќе е во процес на созревање или е веќе зрела таа кортикална функција на мозокот. Фебрилните конвулзии се нешто што е, да речеме, симптом на фебрилност. Тие не се воопшто страшни, ако се работи за прости, симплекс фебрилни конвулзии, што значи тоа се фебрилни конвулзии кои што траат кратко време, кои што брзо поминуваат без невролошки дефицити. Тие, иако личат многу драматично и личат многу страшно, и ги избезумуваат родителите, сепак за децата фебрилните конвулзии не значат ништо, па ќе кажам, ако се од симплекс типот, значи ако траат кратко, брзо поминуваат и не оставаат никакви, како да кажам, последователни невролошки дефицити после самиот фебрилен напад, и бидејќи тоа е толку често да децата имаат по еден или по два фебрилни напади во текот на детството или некој напад кој што е провоциран со фебрилност, да речеме половина од децата, може би и повеќе, во текот на нивното детство и растот, ќе имаат по еден фебрилен напад. И тој нема ништо да направи и никакви секвели на детето. Но тоа изгледа многу драматично и родителите се во голем шок, многу исплашени и затоа понекогаш одлучуваат да дадат антипиретик за симнување на температурата уште на 37,5, сметајќи дека на таков начин ќе се спречи еден ваков напад. Може ли на содавање антипиретик на ниска, на не многу висока температура да се спречи еден напад? Не може да се спречи напад, фебрилен напад кога лекот за температура ќе се даде премногу ниско. Тоа е поради две причини. Првата причина е во тоа што фебрилните конвулзии не се конвулзии кои што се јавуваат во над одредена вредност на покачената температура, тие не се специфични за високо покачена температура. Најчесто фебрилните напади ги гледаме во услови кога почнува инфектот и кога родителите воопшто не знаат дека детето има покачена температура. Тоа се буди од некакво спиење, во кое што не знаат дали било претоплено или надопире малку топло, бидејќи почнува да качува температура или било завиткано во текот на спиењето. И кога ќе дојдат со фебрилен напад, тие кажуваат детето нема температура, беше во полно здравје или малце течеше носето, а се случи напад во фебрилност. Фебрилните конвулзии се случуваат на 37,2, на 37,5, на ниски температури, не постои антипиретик кој што ќе го спречи појавувањето на фебрилни конвулзии доколку тие тргнале да се случат. Доколку има, да речеме, фамилиарна склоност или доколку ризикот за фебрилни конвулзии е секогаш поголем, доколку детето во тие моменти не е адекватно хидрирано. Затоа што тој мал хидроелектролитен дисбаланс кој што се случува кога детето не пие доволно течности, а неговите губитоци и потреби се поголеми, значи не само покачената температура, туку и тој водено електролитен дисбаланс што се случува, прави склоност да детето влезе во фебрилен напад. Колкав дел од родителите ги почитуваат препораките да не се симнува температурата со антипиретик до 38,5 или пак според новите протоколи над повеќе од 39, така? Доколку детето се е во добра општа состојба, нема потреба да се даде никаков сируп. Да кажам, веќе тоа со 38,5, мислам дека веќе влегува во рутината и дека поголемиот дел од родителите веќе ја почитуваат таа препорака. Морам да кажам дека стравовите се различни кај прво и кај второ дете.
Со првото дете сите родители се многу поисплашени, нивните реакции се на страв се јавуваат уште на многу пониски температури, уште на почетокот на самите инфекти и тука треба добро да се подготват и добро да се објасни што значи првата фебрилна епизода, што значат обичните прости инфекции во раното детство, колку време ќе има детето температура, дека таа температура ќе биде 5 до 7 дена, кај некои вирузи ќе биде и до 10 дена покачена температура, дека треба да бидеме спремни дека кога на првото покачување на температура тие се веднаш во амбуланта, дека не постои лек кој што ќе се даде на детето за да тоа дете нема инфект и нема температура. Детето влегува во инфект. Секоја инфекција има фази. Првата фаза е фазата во која што инфектот ги развива своите знаци и симптоми. Тоа е една фаза нагорна, додека не го достигнеме платото на развиени симптоми. И потоа, после тој период на плато, почнуваат симптомите полека да се санираат, да се излекуваат, почнува температурата да биде на поголеми, пиковите на фебрилност да бидат на поголеми растојанија. Ако во почетокот тие пикови биле на 4 часа, почнуваме да гледаме температура која што е на 6 часа, па на 8, па на 12, и гледаме помали пикови. Ако тие биле до 40 степени, ќе почне полека до 38,5 да оди температурата и тогаш знаеме дека инфектот е во надолната фаза, во фазата на излекување. Во секој прв инфект, втори инфект, треба многу разговарање со родителите, за да тие сватат дека покачената температура е симптом на инфект кој што детето го има, дека тоа не е штетно за детето, тоа е процес во кој што имуниот систем се активира за да го локализира тој инфект и за да полека почне понатаму да го лекува. Треба да знаат дека тие симптоми ќе траат определен период, дека за најголем дел од нив сепак ќе бидат симптоматски мерки на лекување, кои што ќе ги олеснат овие работи, но нема да биде тоа антибиотик во најголемиот број на случаеви. Антибиотикот ќе биде резервна варијанта за вистина докажана бактеријска инфекција кај детето, не колонизација, туку бактерија која што вистина во моментот предизвикува акутна инфекција која треба да се лекува со антибиотик. Значи сите други мерки на поддршка, супортивни мерки, како што е ладењето, како што е добрата хидрација и сето тоа, ќе бидат она што ќе треба да ги лекува децата. Значи еден убав разговор со родителите во кој што ќе се објасни колку време ова се очекува да трае, колку време треба за да почнат овие симптоми да се стабилизираат и да полека се излекуваат и потоа да се комплетно долекуваат до едно здраво дете. Споменавте колонизација, а не инфект. Се случува ли родителите да дојдат со бриз, на пример, од нос и да речат, еве, тука има бактерија, детето треба да прима антибиотик? Температурата е од тоа. Да. Знаете како, мислам, преживеа луѓето толку милиони човечка еволуција без да им се прави бриз од нос и да се чепкаат стапчиња во кои што ќе се проверуваат бактериите во носот. Човечкото тело има многу голема колонизација на бактерии кои што се наоѓаат и на кожата и на слузниците. И ние од било кое место да ставиме стапче и да пробаме да правиме, да тестираме за определени бактерии, ќе најдеме многу бактерии кои што ќе бидат и на површината на кожата, ќе бидат во устната слузница, ќе бидат во слузницата на носот, па ќе бидат и во цревната слузница, ќе бидат во увото. Ние имаме бактерии со кои што живееме и со кои што сме колонизирани. И треба многу внимателно да се внимава кога се назначуваат брисеви и уште повнимателно да се тие интерпретираат во склоп на здравје или во склоп на болест или во склоп на акутен инфект. Често се случува да на своја рака земат бриз од нос и грло родителите, бидејќи се плашат зошто има мрсули, колку време му тече носот, дали се тие пожолти, побели или позелени, дали треба нешто да му се направи на тој нос кога е во инфект. И често и сами ги назначуваат тие брисеви од нос, за кои што ќе кажам дека само во многу мал број на случаи би можеле вистина да имаат некакво влијание на текот или на изборот на антибиотик. Бриз од нос треба да се зима во определени индицирани случаеви и да се интерпретира многу внимателно, бидејќи
неколку бактерии ги колонизираат слузниците на носот, кај децата посебно кои што одат во колектив, значи децата кои што одат во градинка или во училиште, ќе имаат колонизација со 3 до 4 бактерии во носот, од кои што оние бактерии кои што се вистина важни, кои што би можеле да направат отит, синузит, пневмонија, некоја посериозна инфекција, а тоа се стрептококус пневмонија и хемофилус инфлуенце бактериите. За нив имаме вакцини кои што се во редовниот календар на вакцинации и кои што вакцинираните деца не треба да им прават сериозни инфекции. Кај 95% од вакцинираните деца, овие инфекции ќе се локализираат на горното дишно стебло и нема да направат компликација. Да ги поканеме гледачите да постават прашање во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Почитувани, емисијата од овој момент е контактна. Добре дојдени се и вашите прашања. Може ли да се покачи температурата кај дете како резултат на избивање на запчињата? Да, некогаш може да се покачи температурата како резултат на избивање на запчиња, но тоа е една, да речеме, субфебрилна состојба која што оди некаде до 38 степени. Во тој период кога бебето е вознемирено, кога го чеша непцето, го подготвува непцето, се лигави интензивно, има една вознемиреност и анксиозност од самата појава на дискомфорт на избивање на зъбите, малце и метаболизмот е на повисоко ниво и малку може да се измери пола до 1 степен покачена температура, која што не значи ништо и која што не треба да се лекува со ништо. Тоа е, да речам, од вознемиреноста на детето и од самиот процес на никнење на зъби. Но доколку температурата е над 38 степени, тогаш веројатно во позадина на тоа покачување на температура стои или некаква прегреаност или некаков инфект кој што во моментот се случува, дури и кога во моментот не можеме да видиме други симптоми на болест. Нема течење на носе, нема кашлица, нема некои течни столици и слично. Значи може, но е сосема безболно и е нешто што не заслужува лекување со антипиретик. Кога детето има покачена температура, доколку се студени дланките и стапалата, дали тоа значи дека температурата е повисока од 39 степени? Или пак дека допрва ќе се качува? Кога сме во процес на загревање на телото, кога терморегулациониот центар ќе сетира, сега имам некаков актуелен инфект, јас морам да се справам со него. Температурата на телото не е добро да биде 37,5. Сега е добро ова тело да го загреам на 39 степени. Заради тоа што на таа температура нема да се множат бактериите и вирусите, а телото ќе биде со активиран имун систем за да може да се бори против него. Што треба да направам? Треба да ги стегнам сите крвни садови кои што се на периферијата, така размислува терморегулациониот центар. Треба да направам периферна вазоконстрикција, спазам на сите крвни садови на периферијата и треба да ја редистрибуирам, како се вика, крвотокот само преку витално важните органи, срцето, бубрезите и мозокот, и треба да ги оладам на тоа дете рацете и нозете. Добро, тоа е процесот со кој што терморегулациониот центар ја покачува температурата. Во меѓувреме, во процесите на покачување, освен оваа периферна вазоконстрикција, е секако и процесот на тресење, со кој што исто така ја зголемуваме телесната температура. Кога детето има треска? Кога ќе го видиме детето во треска, има модри и ладни раце и нозе, тоа е процес во кој што телото ја покачува телесната температура. Во моментот кога треската ќе престане, се уште детето има ладни раце и нозе, треската престанала, значи веќе го достигнуваме платото, го достигнуваме пикот, највисоката температура, и веќе тогаш ќе може да почнеме со некакви мерки на разладување, барем да ја разладиме просторијата, да го разоблечеме детето, да го облечеме во тенка, лесна облека и да го поиме со ладни течности и напитоци. Ако состојбата на детето во тој момент на качување на температура, освен треска, детето е исцрпено, е малаксано, е адинамично, е нерасположено, е легнато, кенка, го гледаме дека недобро ја толерира таа температура, ќе дадеме дозирано по килограм телесна тежина лек за температура. Во детска возраст првенствено се дава предност на парацетамолските препарати, значи на групата ацетаминофен лекови. Тоа се лековите парацетамол, ефералган, далерон, но доколку температурите се високи и тешко се семнуваат, исто така препораката е во втора линија да се дадат бруфенските производи и секако е попрепорачливо да ги дадеме во сирупче, во таква дозажна форма, да го испие
отколку да ги дадеме како супозиторија, како чепче, бидејќи супозиториите многу побрзо се ресорбираат низ цревната слузница, па некогаш прават ниски, големи драстични падови на телесната температура на детето и во тие периоди на драстичен пад на температурата може да се појават фебрилни конвулзии, затоа попрепорачливо е сепак да се обидеме да дадеме сируп. Тој ќе делува подолго време. И тогаш може да почнеме, ако детето е адинамично и не е расположено кога е високата температура, можеме да го оладиме. Што значи ладни раствори на телото. Подрачјето околу вратот има најмногу крвни садови кои што се површни на пазувите, на препоните, под колената. Значи, порано препорачаните мерки на ладење опфаќаа ладење со алкохол и вода. Алкохолот сега како дразба на кожата не е толку, да речам, препорачлив. Во новите ладења, препораки за ладења, алкохол може да има минимална количина, а повеќето да биде смлачена вода, да не е тоа многу ладен раствор, кој што ќе направи температурен шок на телото, кој што е со многу висока температура, и полека да го ладиме детето од главата надолу, секако не тоа на насилни, брзи методи, кои што некогаш порано се користеле. Од главата надолу смее да се стави облога на чело или не? На чело само вода. Само никакви вода. Други, да. Или овие што се сега лепенки антипереја што се за кога децата ги тушираме, дали да се избегнува главата кога или? ги тушираме може да се измие главата. Туширањето исто така препораката е со млака вода, да не биде таа преладна, да не го шокира детето. И може да се мие и главата, бидејќи главата е голем дел од површината на телото на детето, отпаѓа на главчето, така да и тоа ладење ќе биде преку испарувањето што ќе го направи преку главата и косата. Смее да се избања целото дете. Кога децата имаат треска, обично им студи и бара да се покријат. Дали да им се дозволи тоа, бидејќи можеби на таков начин ќе се пригреат, па уште повеќе ќе се качи температурата? Да, некое посебно завиткување во кебиња или во јоргани кога има таква треска, всушност не се препорачува, заради тоа што тие ќе се прегреат од околината, од овие работи околу нив. Но не се препорачува да се малку тоа смири, да му се даде малку спокој и да му се даде малку смирување, дека не се случува ништо лошо. Кога детето е во треска, родителите се во паника. И тогаш таа паничност на родителите го паничи уште повеќе детето, па сите се во една групна семена паника, која што на никого ништо добро не може да му направи. Се случува да го земат детето во раци веднаш? Да, се случува многу често да дојдат, бидејќи детето имаше висока температура и оно стварно вака не личеше. И оно стварно беше многу поклапнато. И стравот е тој што ги движи родителите да се прегледуваат порано, отколку што можеби и би требало, затоа што знаете, ние викаме нема потреба да го прегледуваме бебето или детето на првиот знак на покачена температура. Тогаш се уште не се развиени другите знаци, тогаш се уште не се знае од кој друг систем или орган детето ќе манифестира знаци. Значи, нема пролив, нема повраќање, нема течење на нос, нема проблеми со мокрење, не се развила клиничката слика се уште. Се развил еден симптом, покачена температура, кој што не е аларм за да трчаме да се прегледаме или за да правиме лабораториски анализи. Тоа е само знак дека треба да почнеме да го хидрираме детето како што треба, дека треба да внимаваме да има лесна храна, но богата со нутриенти, богата со витамини, да не форсираме многу, дека треба многу да јадат во тој период, треба многу да пијат, а треба да јадат толку колку што им е пријатно, и да почекаме развојот на другите симптоми за да се прегледаме или за да правиме анализи. Раните анализи со покачувањето на температурата не користат никому, бидејќи во првите 24 часа организмот се уште нема време да направи, како да кажам, протеини на акутна инфламација, CRP, прокалцитонин, оние мерливи единици кои што ги мериме за степенот на инфекција. Може да биде се нормално, значи на почетокот кој ќе направиме анализи. Направиме рани анализи. Колку време да почекаме по почетокот на температурата? Се да бидат 48 часа од првиот знак на фебрилност. Значи 2 до 3 дена се препораките. Секаде во странство ќе видите децата не се носат на никаков тип на анализи. Препораката е 3 дена температура, па преглед па анализи. 48 часа е минимумот кој што е потребен за да направат анализи. Или барем да има поминато 24 часа. Нема никаква логика да веднаш ги тестираме.
Исклучок од тоа правило има дете кое што личи вистина болно. Е исклучок. Кое што не пие, кое што не мокри, е дехидрирано, е сомнолентно, исцрпено, состојбата на свеста веќе не е добра, тешко го будиме од сон, тогаш да, ќе дојдеме веднаш. Дете кое што е бебе, покачува температура, сме го оладиле просторот во кој што е детето, сме го расоблекле детето, сме делувале на факторите од околината и повторно мериме температура и таа е покачена, а тоа е бебе, не сака да цица, не сака да пие млеко на шише, не мокри добро, оди кон стенка кога дехидратација. дише, се мраморизира, бојата на кожата е лоша. За бебе се и когаш важат малце по проширени индикации за рано прегледување, отколку за поголемите деца, бидејќи бебето е најтешко за проценка и за гледање во домашни услови. Родителите, кога ќе дадат некаков антипиретик кај нивното дете и забележат намалување на температурата од само 1 степен, сметаат дека лекот не делувал. Да. Дали е прифатливо само 1 степен да се намали температурата? Да. Ева, ако била 39 да биде 38 или ако 40-39, некако сите сакаат да стигнат до 36,5. Да, тоа е повторно тој страв што родителите го носат и со давањето на лек за температура и симнувањето на температурата, они во суштина го намалуваат собствениот страв дека нешто може да се случи. Но на детето ништо нема да му се случи ниту на 39, ниту на 38 степени. За симнување на температура, по дефиниција, е кога детето ќе спушти 1 степен од температурата после давање на антипиретик. Значи, само 1 степен. Детето спушта температура. Зашто кога ќе влезат во амбуланта, они викаат, ние даваме лекови, детето не испушта температура, ева го носиме нешто да му се даде што ќе спушти, колку се намалува температурата, степен или степен и пол. Тоа значи дека температурата реагира на антипиретикот. 1 степен кога ќе се намали. Така да не треба да се дава друг антипиретик веднаш после тој. Ниту треба да се прави онаа шема комбинација на 4 сата парацетамол, бруфен, не знам од каде потекна таа шема. Таа шема ја нема во ниту еден учебник, во ниту еден протокол, во ниту еден гайдлайн за третирање на децата. Значи не постои шема која што вика на 4 сати дај му лек за температура. Не постои. Посебно не да дадеме, ние можеме да дадеме на 6 сати кога е висока температурата, еднаш од едниот, еднаш од другиот. Но таа шема со на 4 сати на изменично давање лек за температура не може никако да биде корисна. Затоа што тоа е преблиско давање и од едниот и од другиот лек, па ниту парацетамолот, ниту бруфенот не е вода, ниту е електролит, и од едниот и од другиот лек ние можеме да имаме несакани ефекти, посебно ако се тие на кратко време еден по друг и ако се тие несоодветно давани. Затоа викам, секогаш пред да се почне давање на антипиретик, треба да се провери милиграм на килограм телесна тежина колкава е концентрацијата на тој лек што треба да го дадеме. Значи да ја видиме во дозирката по килограми, не по возраст, бидејќи има деца кои што се со различна тежина за истата возраст. Но што ако не се симнува температурата, стои во исто место? Сите сме имале како родители такво искуство. Некои трчаат во болница, барат инфузија. Да. Како да кажам, значи инфузијата не е мерка за симнување на температура. Инфузијата е рехидратација. Како што можеме да правиме хидратација, односно рехидратација при губитоци, која што ја спроведуваме преку уста, со упорно хидрирање, со често давање на течности и давање на електролити, значи тоа е пероралната рехидратација, така постои интравенска рехидрација, а тоа се инфузионите течности и раствори. Ако семејството не може да се справи да ги обезбеди адекватните потреби на детето со течности, преку уста, да. Детето одбива, спие поголемиот дел од времето, е кенкаво, не може да му дадат, тоа се бунтува, нив им е жал, зашто има температура. И ако не се спроведе, ако не може да ја спроведат во домашни услови, рехидратацијата, тогаш секако да, кога детето влегува во ризик од дехидратација, постои опција за интравенска рехидратација. Секако, интравенската рехидратација треба да биде добро дозирана, треба да ја спроведува некој што вистина разбира рехидратација кај деца. Ведеќи тоа не е наивно.
Циркулаторниот волумен на дете и возрасен е различен. Стапката на инфузија што може да ја прими дете се разликува од стапката на инфузија која што може да ја прими возрасен човек. На возрасен човек без размислување може да му пуштите 1 литар, 2 литри венски да исприми течност која што ќе биде брзо, која што нема да го оптерети неговиот циркулаторен волумен, ако неговото срце и бубрези се здрави, така како е здрава личност. А доколку се работи за дете, треба стопати да се размисли и да се пресмета. Кои се губитоците, кои се потребите, колку треба течност да се прими, која е стапката, динамиката со која што ќе даваме течноста и кој е типот на течноста што за таа состојба е потребен. Што значи да, интравенска рехидратација која ќе ја води педијатар, кој што знае да ги израчуна убаво дневните потреби и губитоците и колку е таа течност и со кои електролити треба таа течност да биде и со која стапка да тече, па да тече на пумпа, да биде сето тоа добро издозирано за да може да се спроведе убава интравенска рехидратација. Значи, вистина апелирам овие работи да ги прави некој што знае да дава интравенски течности и лекови кај дете, посебно кога станува збор за доенче или за новороденче, сите тие дозирања треба да бидат по килограм телесна тежина и по час колку течност треба да се прими и каква течност. Така, ова треба да биде всушност порака и за родителите, добро да размислат дали треба да инсистираат на инфузија при секоја температура, нели понекогаш. Прво секако да пробаме дома. Так. Да пробаме да понудиме различни типови на течности. Они кои ќе дојдат викаат, ама ова дете не сака вода, водата не му е вкусна, он пие едно или пие друго или пие млеко. Да, сега мислам постојат различни видови на електролитни раствори кои што ќе бидат со различен вкус. Има подобрени вкусови на електролитните раствори. Па знаете веќе и возрастните пијат течности кои што некогаш треба да им го смените вкусот за да испиете 3 литри. Така не може секогаш да пиете само вода 3 литри. Мора водата да ви биде некако ароматизирана, да има малце чај во неа, да има малце лимон, да има малце портокал, да има краставица, да има малина, да има на некаков начин сменет вкус, да се потрудиме да сето тоа што ќе го понудиме биде различно, биде добро оладено, биде спакувано во различни форми, да биде нештото интересно и примамливо, наместо да правиме паника, не му се симна температурата повеќе од 1 степен, да се насочиме на тоа какви се течности ќе му понудиме, што ќе му дадеме да пие и да јаде, за да може добро да го хидрираме и да го следиме колку мокри. Дали дете што има покачена температура, но спие мирно, треба да го будиме за да му измериме температура или пак за да му дадеме антипиретик? Ако детето спие мирно, начелно нема препорака да се буди во сон за да мериме температура и да даваме антипиретик. Ако веќе детето спие немирно, плаче во сон, го слушаме забрзано дише или го прави онаичкање или стенкање при покачената температура, тогаш ќе измериме температура и ќе видиме дали сме за некакво ладење или не. И секогаш еве сега бидејќи ова го зборуваме во лето, температурата надвор е висока, секогаш да кажеме дека во почетокот кога почнуваат првите симптоми, а тие немаат симптоми на некаква инфекција и директно детето било добро цел ден и одеднаш качува температура и родителите не знаат дали таа температура е од инфект кој што сега ќе почне да се развива, чии што следни симптоми ги очекуваме, или е можеби некаква прегреаност и тоа сето треба да го малце разграничиме. Прво ќе се потсетиме дали детето беше на сонце преку ден или дали детето беше во затворена, загреана просторија. Од сонцето може да настанат директни последици како опекотини, но може да настане и топлотен удар, кој што значи прегревање од застоен, претоплен воздух без циркулација. Кога се претоплени, терморегулациониот центар на детето не се сетира самиот дека сега ќе биде тоа, ќе покачува температура со механизмите на покачување на температура, а потоа ќе го лади телото со спротивните механизми, со потење и со проширување на крвните садови. Кога ќе го видиме детето кое што е прегријано, тоа нема влажна кожа. Тоа не се поти. Неговата кожа е црвена, проширени се крвните садови на периферија, но нема потење како механизам, бидејќи центарот тоа
не го регулира самиот. Тоа е нешто што се случува во околината. И секако тогаш почнуваме со овие првите мерки на разладена, добро климатизирана просторија, на добро разладено дете, но некогаш од топлотен удар децата знаат да се поспани, да почнат да повраќаат, да се многу динамични, тогаш доаѓаат во предвид оние мерки на разладување на кожата, за кои што некогаш при такви поизразени општи симптоми дури треба да го завиткаме во мокри чаршафи, да го разладиме убаво на површината, да ја разладиме ние површината на кожата, затоа што самите механизми на телото за ладење не функционираат. Тогаш ние ладиме со надворешните мерки. А зошто децата најчесто качуваат повисока температура навечер во споредба со она што било во текот на денот? Па видете, и токму затоа родителите проверуваат додека спијат каква е температурата. Да. Метаболизмот на луѓето е таков да најниската температура ја постигнува во утринските часови, а како доаѓа попладнето, таа е да речеме за некој пола степен, неколку степени или пола степен повисока отколку утринската, па да дури навечер таа температура биде пола до 1 степен повисока само поради основниот базален метаболизам. Значи нашиот метаболизам е таков да до вечер ќе имаме пола до 1 степен повисока температура од таа што е утринската. И освен тоа што метаболните разлики и температурните разлики одат кон повисока температура, малку повисока температура во ноќните часови, така да кога ќе почне да покачува температура, таа ќе почне од оваа основна базална повишена температура и на неа ќе се надоврзе повисоката температура која што е од инфектот и детето генерално ќе има повисока температура ноќта во однос на таа што била преку денот. Но и тие не се толку раздвижени и активни, затоа што кога ќе го видите едно дете кое што игра околу вас и има температура, вие сте помирни, така? Викате, добро е, оно има температура, ама добро се носи со температурата, не се плашиме. Ама кога ќе видите дека доаѓа ноќ, дека доаѓа глуво доба, сите спијат, сите болки се пострашни ноќе, сите температури, сите стравови се поголеми ноќе, детето спие, има повисока температура од преку денот, бидејќи и базалната температура му е повисока, на неа се надоврзува температурата од инфектот и тоа не знаете дали би трчало кога би било будно и поради тоа родителите се во поголем страв дека можеби таа ноќна температура може нешто да му направи на детето, но исто така поради тоа што се пренесува дека почести се конвулзиите кои што се случуваат ноќе, во сон, во фаза на заспивање, во фаза на будење и тоа ги прави родителите уште понесигурни и уште поуплашени во ноќните часови и заради тоа почесто ја мерат температурата ноќе. Или пак даваат антипиретик за да спиеме мирно. Ние ќе си дадеме сега кај 8, кај 9 и ќе си легнеме. Обично тоа е пристапот. И тоа се случува, морам да кажам, да. Кога детето ќе има висока температура, која што треба веќе да почне да симнува родителот. Дали првиот чекор да биде антипиретик или пак можеби разладување со туширање? Или со некаква облога? Кој да биде првиот чекор? Сега, кога веќе ќе кажеме дека детето е во фаза во која што треба да го ладиме, тогаш прво да дадеме антипиретик, затоа што антипиретикот кој што ќе биде даден преку уста, ќе му треба време да се ресорбира и да постигне определено намалување. Знаете, кога ќе дадете сируп на уста, додека тој почнува да си минја температура, ќе поминат 45 минути до 1 час. Треба леко да го ресорбира желудникот, да се дистрибуира низ крвотокот и да делува на центарот за да почне да се намалува температурата. А во меѓувреме, од кога ќе го дадеме антипиретикот, тогаш да почнеме никакво разладување, а постојано да нудиме течности. Постојано течности, да се внесува, значи, течност преку уста. И во летниот период, покачена температура, колку е честа состојба? Во летниот период е честа состојба покачена температура и од околината и од инфектите. Порано се викаше сезонска предилекција на инфекти, во зима кашлаат, во лето имаат пролив. Сега веќе малку работите да се измеша и малку и вирусите се поинакви од што беа, така да и во лето гледаме респираторни инфекции, кои што се со температури, кои што одат со кашлици, со секреција од нос. Исто така, мислам во поголема мера, гледаме цревни инфекции, бактериски и вирусни цревни инфекции доминираат
како патологија во летните месеци, без сезонска предилекција одат уринарните инфекции. Така да речам, повеќе се цревните инфекции, повраќаат често, при повраќање не можат дома да го спречат повраќањето, да ги убаво, да го сопрат процесот на повраќање, па да почнат да ги рехидрираат, и тоа се најчесто тие деца кои што заслужуваат вистина интравенска парентерална рехидрација, зашто ако детето повраќа, немаме перорален пат на внес на лекови и на течности, тогаш единствен внес ни е интравенскиот пат. И често имаат течни столици, сега се и цревните бактериски и цревните вирусни инфекции, каде што имаат обемни диареални симптоми, кои што, доколку не повраќаат, се успева да се компензираат најчесто дома, освен ако не се прекумерни. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. И јас ви благодарам на поканата и се надевам дека некои работи разјаснивме, дека некои стравови намаливме кај родителите и дека ќе можат малце по, да речам, опуштено да ги гледаат своите деца во овие епизоди на покачена температура. Ви благодарам уште еднаш, благодарам почитувани вам за вниманието со кое што и денеска не следевте и ви посакувам пријатен ден.